Значи како ќе најдете втора и трета работа, а сакате да ја средите демографската слика? Треба ли да се посветите на создавање на поколение, ама не. Па са три работи ли ќе работите, ќе се завртите ли дома, и дома да создавате семејство, да работиш на создавање на семејство. И второ, ако имаш семејство, треба ли со тоа семејство да имаш и социјален живот надвор од таа работа, брат? Па види, ако ти каже Владко Ѓорчев дека мора работа. Па нека донесе закон Владко Ѓорчев како национален координатор и ќе види. Повикот на Мицкоски да си најдат луѓето уште некоја работа да работат. За граѓаните? Да. Ако го продолжи денот, може. И втора работа и трета работа. И втора работа и трета работа. Па еве Владко Ѓорчев зашто не најде две работи? Зашто е национален координатор? Зашто не најде една работа? Не, да, прво зашто не најде една работа, па втора работа нека му биде конобар или шанкер во некој ресторан во Скопје како испомош петок, сабота и недела. Нека работи. Ќе ги заебе на рачките. Не, па тоа е втората работа. Вие ако идете од 8 до 4 прва работа, втора работа треба да ве ангажираат како го вела тоа на испомош во некој ресторан каде што се прави свадби. Па еве Владко Ѓорчев е нели загрижен за демографија и за млади, нека служи на свадби. Може. Ама не, премиерот вика нека најдат втора работа и трета работа. Премиерот што работел у животот? Со 2 или 3 работи? Работел нели професор и асистент на машински факултет. Која втора трета работа? Ама која втора трета работа? Има граѓани точно. Јас познам што работат на работи, после работат приватно и пријатели имам такви. Ама тоа не може да кажете дека сите треба да го работат. И тоа не функционира така у светот. Па како, ама чекај, како ќе правите? Коста Јорданов има добар коментар, вика жена ќе го напусне след това. Извини. Значи како ќе најдете втора и трета работа, а сакате да ја средите демографската слика? Треба ли да се посветите на создавање на поколение, ама не. Па са три работи ли ќе работите, ќе се завртите ли дома, и дома да создавате семејство, да работиш на создавање на семејство. И второ, ако имаш семејство, треба ли со тоа семејство да имаш и социјален живот надвор од таа работа, брат? Па види, ако ти каже Владко Ѓорчев дека мора работа. Па нека донесе закон Владко Ѓорчев како национален координатор и ќе види. Значи сакам да кажам втора или трета работа, не втора или трета работа, да има прва работа со пристојни и достојни плати, каде што граѓаните со тие плати ќе може да имаат достоен живот, да не се селат. Тоа е поентата на секоја држава. Веќе вие ако тргнете во втора и трета работа, ќе си селите на запад. И таму ќе работите две работи, ќе земате 50.000 евра, не да имате втора работа за да закрпите дупки. Не знам веќе како да ги коментирам овие работи, освен подценување на интелигенција на граѓаните. Па уште политичар, премиер да ви каже, најдете втора и трета работа. Па има граѓани што имаат втора и трета работа. Ама зашто не се политичари, не се функционери, затоа имаат три работи. Кој политичар има втора или трета работа? Тоа е трагедијата за граѓаните. Ја пред некој ден гледав околу што работеле предходно председатели на држави, премиери, министри и така натаму. Се загледав сериозно на запад. Ти немаш еден од нив кој што не бил успешен бизнисмен, бил успешен, не знам, економиста, банкар, работел во некоја почитувана меѓународна институција. Никој од нив не име прва работа и единствена работа политиката. Само во Македонија и во дел од источните држави, од источниот блок на што биле порано на СССР имаше Полска. Каква CV има брат пратеникот? Да е само тој. Само тој да е што. А какво има Владко? А какво има Ацо Николовски? Дафина е Забар. Па и Марија е Забар. Која Марија? Марија она Андоновска, мислиш? Андоновска, и таа е Забар. Институт на јавно здравје што е стане директор. А? Мислам, задоволни ни еден. Као Петар. Значи, ама еве го спомна Александар Николовски. Јас мислам дека он е веројатно најмладиот пратеник станат во историја на Македонското собрание. 2006 има 22 години.
Може, На Мицко еве да едино речем, ама работел- еве сакам да кажам на 22 години, кога веројатно немате ни завршено факултет, значи немате дооформено високо образование, да станете вие пратеник, каде што треба да гласате закони. А кога гласате закони, вие треба да знаете да читате закони, да разбирате закони од односната материја, да дебатирате. А вие на 22 години И треба станувате да пратеник. имате чувство за тоа што тие закони Значат за обични реалниот сектор. Така е. Так, а не И можеш за ти да обичниот- дојдеш од Обичниот граѓанин и како тоа влие на неговиот секојдневен живот. И сега вие на 22 години кога ќе станете пратеник, како очекувате дека тој човек ќе работи нешто друго во животот освен да има државни или јавни функции. И ти ми велиш, Милош, во Америка претходно имале кариери. Не само Америка, Сегде Франција, на запад, Макрон па бил да. банкар. Апсолутно, Мелони ама таму имала не кариера. можеш да станеш на 22 години или многу редок случај тоа, треба да си, не знам, Алберт Ајнштајн па да те лансираат во политиката на 22 години. Затоа и граѓаните веројатно ги бираат тие Па Курц беше политичари. таков, па го сменија. Значи тие граѓаните заврши веројатно неславно. тие ги бираат врз база на нивната успешност во реалниот сектор, за да видат како тие ако биле успешни во својот професионален живот, банкар, не знам, предприемач, бизнисмен или било што, како вие како успешен би ја воделе државата или некое односно ресорно министерство. А нека и нас не имаме хиперпродукција на кадри кои на 20 и нешто години стануваат се паразити. кои се паразити. Хиперпродукција на кадри кои што се паразити. Да, Тоа имаме. ама тоа се луѓе, значи јас све можам да кажам и голем број на негативни критики кон комунизмот или комунистичка Југославија. Значи во Југославија не било замисливо вие да имате министри да ја водат државата на 20 и нешто години. Вели, на Мицко едино работно место му е Фонко, 6 месеци стаж. Клим. Да, Клими местел и втор коментар е вика, тоа не се рачуна асистент на татко му дава скрипти да чита. Што е точно? Да те вратам на тема околу што му се случи на ВМРО ДПМН. Зашто ова го прашувам? Ние тоа го коментиравме тука емисија, се чини дека од ден у ден они си пукаат во колено. Не знам колку куршуми тоа колено може да собере, но очигледно е дека е голем капацитетот и голема е болката, после и жежи и пече. Што е поентата? 58 пратеника имаат. Они буквално се што прават изминативе 3 месеци се отстапки да му удоволат на влен, при тоа минирајќи си го сопствениот рейтинг, уништувајќи ја перцепцијата која што народот има за ВМРО, а очекуваа дека ќе видат ВМРО на Никола Груевски 2006-2008. Ама Милош, значи Ја го разбирам разочарувањето поради големите очекувања. да, ама тој 7 години Ја не што го бил, разбирам. не, сега ќе ти кажам, 7 години кога бил лидер на опозицијата и кога постојано давал критики кон власта, значи тоа е работа на опозицијата, да ја критикуваш власта, сега се сврте ситуацијата обратно, каде што вие треба да бидете примател на тие критики кон вас, а гледаме дека он станува се понервозен и нервозен кога медиумите, граѓаните или било кој сектор му упатува критики на неговото владење. Да бе, цело Па време ти- беше ироничен, извинете што не го вратив име, извинете ова, Па извинете. ти човеку после 8 мај не си лидер на опозицијата, си премиер, како што ти 7 години кажуваше критики и упатуваше кон власта, сега е нормално во демократска земја критиките да одат кон твоето управување.